можеме да очекуваме по случувањата поврзани со настаните во собранието од 27 април, но што можеме да очекуваме со исполнувањето на европската агенда и понатамушната интеграција на Македонија во евроатлантските структури. На овие теми во денешното неделно интервју разговараме со Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет. Професоре, по расчистувањето на случувањата поврзани со 27 април, првата реакција на опозицијата беше дека се работи за политички прогон и дека излегуваат на улица. Може ли да се зголеми јазот меѓу власт и опозицијата по овие случувања? Мислам дека јазот е неповратно зголемен. Јас не знам каде би одело од овде понатака. Не можам да ви одговорам ништо околу правните квалификации на делата. Не сум кривичар, ниту сум конституционалист, тие се најповикани во оваа ситуација да се изјаснат, но она што можем да го кажеме дека веројатно одиме по еден пат од кој нема враќање. Веројатно дека на некој начин, ако може да се каже, ќе се администрира правда, па дури потоа ќе се разговара за некаков процес на помирување. Она на кое што предупредува многу луѓе на дента кога на 27 април се случија овие немили настани во собранието. Вашата квалификација дека опозицијата извадена на улица е прилично флексибилна, со обзир на бројот на луѓе кои одразува комплетен распад во редовите на сегашната опозиција минатата власт, каде што евидентно е дека Груевски ја изгуби комплетно својата мобилизаторска моќ, зашто предупредување беа и локалните избори на кои ВМРО-ДПМН доживеа еден од најлошите порази во својата историја, можеби најубедливиот пораз на која било партија во изминатите години. Колку год имаше изборни нерегуларности, помали или поголеми, разликата од 120-130 илјади гласа никако не може да ја објасните исклучиво преку таа призма. Во малата поддршка на протестите, вие гледате сигнал дека Груевски губи поддршката во партијата? Видете, тоа не е сигнал, тоа е јасен, тоа е повеќе од сигнал. Неговата мобилизаторска моќ се мереше во илјадници луѓе. Да се сетиме само на разните иницијативи протестни од за заедничка Македонија преку ГДОМ и така натаму, кои беа на еден или друг начин поврзани со таа десна идеолошка политичка енергија. Вие имавте многу голема, многу масовна политичка мобилизација, што оди во насока на тој модел на клиентелистичко општество во кое живееме, дека кога ја губите власта, вие губите све, не можете да одржувате таа клиентелистичка мрежа, ниту преку поволности, ниту преку уцени, ниту преку медиумско влијание, ниту на било кој начин, и ја губите поддршката во оној момент кога ќе изгубите власта. Така да 100 или 200 луѓе пред кривичен суд, знаете, во таква ситуација веројатно е подобро да не го правите тоа, отколку да го правите затоа што покажувате политичка немоќ. Односно покажувате колку е вашата мобилизаторска моќ падната. Истовремено, владата и еврокомесарот Јоханес Хан инсистираат на исполнување на потребните реформи, некои од нив и до крајот на декември. Може ли овие случувања да ја загрозат европската агенда и она што се бара од Македонија да го заврши како задача? Сите политички елити, па и нашата, независно кој е на власта, кој е во опозиција, имаат ограничен политички капацитет. Секако дека двата процеси, овој на администрирање на правда и исправање на она што се случи на 27 е на некој начин и паралелен, меѓутоа и поврзан со 369. Така да колку тоа ќе успееме да исполниме, аз не знам, ние сме познати по фамозни оние преседани кај што се носат по 100-200 закони дневно, така да ако ни згусти, веројатно можеме конкретно во годината моца да го згуснеме распоредот на закони со европско знаменце и така натаму, што има други негативни консеквенции. Нема време за јавна делиберација, немаме време за анализа, немаме време да нешто е суштински исполнето. Да не споменувам реформите кои се однесуваат на безбедносниот сектор, колку се осетливи и така натаму, како ќе се изведат, кој ќе прислушкува, што ќе прислушкува и така натаму, би го оставил тоа повторно на експертите кои разбираат повеќе, но секако дека таа агенда може да биде загрозена. Не мислам дека во таа смисла меѓународниот фактор, Европска унија особено, нема да има разбирање. Знаете, тие процеси се следат еден со друг, тие се инкрементални процеси и веројатно оваа разршница оваа завршница која подразбира прво расчистување на 27 со сите консеквенции кои некој треба да ги сноси. Веројатно после тоа ќе биде проследена со 369 и така натаму, колку они може да додат во паралела е друго прашање. Во секој случај, мислам дека тука ќе има флексибилност меѓународниот фактор и доколку некоја реформа не се заврши на време, можеме да добиеме некаков пролонгиран рок. Многу е битно да видиме дали ќе добиеме препорака која ќе биде безусловна. Ако тоа се случи, веројатно сме на правиот пат во таа смисла.
Македонија и досега добиваше препораки од Европската унија за почеток на преговорите, но претходно беа практично блокирани од Грција. Сега се споменува и евентуално решение на споразумето. Очекувањата се подигнати. Можно ли е решение на споразумето со Грција? Јас секогаш сум, да речам, ајде, пробувам да бидам реалист, можеби дури благ песимист персонално. Меѓутоа сега има една поголема опасност од било кога која мислам дека ретко која гледа. Сега го имаме моментот на подигнати очекувања. И тоа многу како што и сама рековте, луѓето очекуваат дека барем во НАТО ќе влеземе. Ако тоа се пролонгира или не се случи, имаме огромна шанса да јакнат антидемократски сили во Македонија. И повторно да влеземе во некаков state capture, односно заробена држава, независно од тоа кој би бил во таква констелација на односи на власт. Повторно да се води политика која се водеше после Букурештскиот самит на НАТО. Политика која се води од некаква национална гордост, која е фиктивна. Вие кога сте надвор од сите системи не можете да браните националната гордост на ниеден начин, изолирани сте, оставени на страна, која се води од некаков инет кон Европската унија и така натаму и така натаму. Но мислам дека постои прозорец, еден мал прозорец на можност, пред да се смени политичката клима и во Грција. И кај нив набрзо ќе дојдат избори, знаеме дека неа демократија јакне, неа демократија ќе биде многу помалку толерантна веројатно кон прашањето за името, така да ако овој прозорец сега не се искористи, ќе мора да чекаме за веројатно некој понатаму кој би дошол за 5-6 години, во кој 5-6 години може да не се деси реприза на оно што не се случи после Букурештскиот самит. ВМРО ДПМН сега обвинува за речиси истите работи за кои што обвинуваше СДСМ кога беше во опозиција, веќе го употребуваат терминот заробена држава. После неколку месеци владење на СДСМ препознавате ли сигнали на заробена држава? Видете, ќе ви кажам една работа. Нема политичка елита која нема да се обиде. Не постои политичка елита која нема да се обиде. Прашањето е дали сега постои критичка маса која на СДСМ, на ДУИ и на сите владеачки партии ќе им се спротистави, ќе им стави граница. Гледате ли обиди кај досегашното владење на СДСМ? По мене многу е рано да се дискутира. Она што, видете, има еден интервентен фактор кој ни тие самите не го очекува. А кој нуди одлична можност за воиднина стварање таква нешта, јас мислам дека е рано да се коментира дека СДСМ прави заробена држава. Еве, отворено кажувам во камера дека сметам дека е многу рано да се дискутира после неполна година. Јас индиции повеќе гледам во политичката побарувачка. Знаете, што докажаа локалните избори? Локалните избори ја докажаа старата политолошка теза која ние сакаме да ја со години да испитаме, а конечно добивме опиплив доказ, дека во оној момент кога губите власта, вие губите се. Ве напуштаат јавна администрација, ве напуштаат еден куп луѓе, се вртат бизнисите, медиумите се вртат веднаш кон новата политичка елита. Значи тој момент на адаптирање, условно кажано, најдипломатски речено, на нова политичка клима, кај нас е исклучително ефективен и ефикасен. Постојат повеќе гласини во јавноста околу целта на средбата во куќата на Жан Моне во Париз. Една е гласината која се поврзува за решавање на проблемот за името, друго е околу евентуална амнестија на политички личности. Што очекувате да се случува на тие разговори? Тоа е една модификувана верзија од она што веќе сме навикнати да го гледаме, се нарекува лидерски средби. Не е тоа нешто што почна. Зошто таму? Веројатно поради попријатниот амбиент и веројатно за да биде малку подалеку од очите на домашната јавност. Една од основните, правевме анализа на лидерските средби досега, една од основните работи е да не пуштате премногу информација во јавноста кога не треба. Затоа и се држи во таков тесен формат. Меѓутоа мислам дека луѓето не се глупави, можат да проценат зашто се работи, не треба да сте многу политички писмен да ви стане јасно. Веројатно се она што го кажавте како процеси ќе бидат договорени и утврдени, ако ја мислам дека предлозите за името се ставени на маса, веројатноста да биде горна или северна, дали пред или по република ќе видиме што ќе се договори. Мислам дека грчката страна е, претпоставам дека е спремна да прифати таков компромис, меѓутоа она што ќе мора да се направи е да се обезбеди внатрешна пацификација на политичкиот процес за да не дојде до големи турбуленции. Тоа веројатно ќе биде направено со некакви концесии кон Груевски. Кој ќе остане доволно долго во ВМРО ДПМН за да овој процес истера. Така да претпоставам дека неговиот пролонгиран политички живот доаѓа од тука. Во таа смисла не ми се јасни овие излегувањата пред кривичен суд и така натаму, иако добро. Јас не негирам дека може тука да има елемент на спонтаност. Тоа не можам да го негирам до крај никогаш. Како и да е, оно што ќе се случува не е повеќе од јасно. Тоа е името,
Тоа е внатрешна пацификација на политичкиот процес, да нема ни еден политички актер кој ќе направи проблем од тоа, кој ќе вади луѓе на улици, за да може тоа да помине гладко и ние да влеземе барем во НАТО, па потоа да се разговара за Европската унија, кој знае, можеби и тука да има некаков голем прогрес за да се искористи оној прозор кој сите го видуваат во моментов. Го видува и Грција се надева. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и јас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.